Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: која е американската стратегија во регионот и како Грција стана клучен сојузник на американците, односно на Вашингтонската администрација во делот на Источен Медитеран. Се повеќе се говори за формирање на мини НАТО сојуз во делот на Источен Медитеран и тој треба да постигне најмалку две цели. Како прво, да ја намали руската доминација, руската енергетска доминација во делот на Балканот и посебно во делот на Западна Европа, и како второ, да го спречи иранското влијание или иранската стратегија да ја користи Сирија за можно излагање на Медитеранот или на Средоземното море. Затоа Мајк Помпео, или државниот секретар на Соединетите американски држави, говори за формирање на стратешка граница во кој би биле Кипар, Грција и Израел. Основа на тоа ново сојузништво е гасоводот Источен Медитеран, кој од Израел преку Крит, Кипар до копнена Грција подоцна треба тој израелски природен газ да го носи во Јужна Италија. Кон овие три држави потоа треба да се додадат Египет и Јордан и на тој начин да биде направено стратешко сојузништво на овие 5 држави. Тоа се нарекува мини НАТО сојуз. На тој начин американците би можеле да парират на руско-иранското влијание во регионот, таа руска шиитска линија која почнува од Иран, Ирак, Сирија и завршува во Либан, односно на Источниот Медитеран. И финалето на таа американска стратегија со која американците на голема врата се враќаат во Источниот Медитеран со помош на Грција и на Блискиот Исток треба да биде вклучување на Саудиска Арабија во тој мини НАТО сојуз, значи 5 држави плюс Саудиска Арабија. На тој начин американците ќе можат да парират на таа руско-иранска стратегија или доминација која во моментот е на Блискиот Исток. Кипар никој не го спомнуваше допред 3 или 4 години дека може да биде резервоар на нафта, на природен газ. И одеднаш Кипар се појавува. Израел? Да. Израел, значи два огромна плинска полја uz izraelsku obalu, samo ne znaju šta će s tim jer ne mogu preko turskog dijela Cipra. Oni htjeli su ići na Tursku, onda radi Erdoganove politike su se malo povukli, sad misle ići na Grčku. I radi se o tome da Izrael planira izgradnju plinovoda od izraelske obale preko Cipra, tamo bi kupio plin iz Cipra i onda bi došao na Grčku, iz Grčke vjerovatno u Makedoniju, ali opet tu se pokazuje problem Balkana i nas u nemogućnosti da to iskoristimo. Projekcija je da plin iz Grčke ide preko Albanije u Italiju i da to bude glavni put. Umjesto da mi kažemo, čekajte malo dečki, zašto mi ne bi išli preko Grčke u Makedoniju, Srbija, Hrvatska, Slovenija, pa tamo je Evropa, puno je bliži put. Ali Italija je puno jača zemlja u okviru Evropske unije. Italija ima 3 izvora plina koji dolaze jedan iz Libije, jedan iz Egipta, jedan iz Alžira. Ti plinovi ulaze u Italiju, kroz cijelu Italiju ide na sjever. Industrija Italije je na sjeveru, nije na jugu. I oni i dalje hoće da taj plin dolazi kod njih, jer jasno puno novaca te troši na tranzit plina, od tog se dobiva veliki prihodi. I tu se pokazuje kako opet velike države na uštrb malih država mogu provoditi svoju politiku, konkretno politiku postavljanja trase za, u ovom slučaju, plin. Таа врска или таа релација помеѓу Грција и Израел е нешто ново на сцената или во регионот на Источниот Медитеран. Затоа ние ќе се обидиме да анализираме таа нова врска помеѓу Грција и помеѓу Израел, на што се должи и кои би биле резултатите и ефектите на тоа ново сојузништво и тоа ново партнерство во Источниот Медитеран, тоа е Грција и Република Израел. Тоа е сосема нова субстанца, јас би рекол дава драматично нова димензија на сите тие односи во делот на Источен Медитеран, посебно знаејќи ги блискоста на тие релации, историски релации или вековни релации на Грција со арапскиот свет, посебно со Египет. Ке може ли тезата за грците? Su crn narod, oni su Ramzesi, baš kao i Rimljani. Значи од египтјаните. Od kolonija vojnička egipatska. На династијата на Рамзес. Tako je, u to vreme. Во тоа време. U to vreme. I sad, da nije okapanje, to je jednostavno istorijska činjenica, grčke falange, ali i raniji vojničke posade su imale osnovni komandni odnos koji će Turci usvojiti. Opet zahvaljujući Carigradu, to je pederastija. Janičari nisu bili ženjeni. To je taj grčki ili Ramzesovski odnos, dolazi do bratimljenja u pederskim vezama i do velike krvničke poduhvata.
vi Makedonci, a i mi Rašani, Raci i Srbi, jako lako napuštamo žene i decu. A oni koji su janičari, mi imamo i savršene pesme koje svedoče o tim događajima, narodne pesme, a ista priča je i u Južnoj Makedoniji i na Peloponezu. Ta bratstva vojnička Grka su jako lako plenile našu ženu i decu i podvodile pod genocid. Prvi genocid koji smo doživjeli, to je genocid od Ramzesove kolonije crnih naroda. Grka kafa je crna kafa. Ова се принт скринови од Google Maps на центарот на Атина. Кога ќе го анализирате центарот на Атина, која институција, на кое место е изградена, колку време е изградена, што има значење и каква е улогата на целата таа институција или на целиот тој спектар на институции, многу работи ќе ви станат појасни, почитувани гледачи. Овде станува збор за некој периметар од 300 до 500 метри, значи ова е самото срце на Атина. Тука се наоѓа грчкиот парламент. Преку патот е Министерството за надворешни работи на Република Грција. До самото Министерство за надворешни работи на Република Грција се наоѓа амбасадата на Република Египет во Атина, односно во Република Грција. И преку патот, тоа е на ексклузивен хотел Гранд Британија. Република Египет не е ни една од големите суперсили во светот. Не е меѓу 10 најмокни држави во светот, меѓутоа во центарот на Атина, до грчкото Министерство за надворешни работи има своја амбасада. Тоа покажува колку се длабоки корените помеѓу Грција и помеѓу Египет и колку е големо тоа сојузништво помеѓу Грција и Египет. Затоа таа блискост на Грција со Израел помалку зачудува и таа дава сосема друга димензија, нова есенција на тие односи во источниот Медитеран. За да не испадне дека целата анализа ја темелиме на принт скринови од Google Maps од центарот на Атина, ние во нашата анализа ќе додадеме уште два многу битни елементи или уште две многу битни мини анализи кои фрлат многу нова светлина на целата оваа ситуација. Првото е името на Бутрос Гали или генералниот секретар на Обединетите нации во периодот од 1 јануари 1992 година до 31 декември 1996 година. Бутрос Гали има исклучително интересна политичка кариера во периодот од 17 септември 1978 година до 17 февруари 1979 година е министар за надворешни работи на Република Египет. 1908 година неговиот татко е премиер на Република Египет. Меѓутоа, за нашата приказна е клучно, почитувани гледачи, дека Бутрос Гали е начело на Обединетите нации во периодот кога Република Македонија бара прием или сака да стане членка на Обединетите нации. И доаѓаме до суштината на целата таа работа. Бутрос Гали, кој има исклучително интересна политичка кариера и потекнува од Египет, нема муслиманско или исламско потекло, туку има христијанско потекло. Тој е копт, припаѓа на таа коптска генерација или коптска структура, која е една од владечките касти во Република Египет. Таа коптска структура или таа коптска генерација припаѓа на Александриската црква. Меѓутоа што има еден дополнителен елемент. Бутрос Гали е припадник на таа франкофонска заедница од 1997 година, од 2002 година тој е прв председател на франкофонската заедница. Гледате како доаѓаме до трилингот. Грција, Египет, Франција. Тоа се всушност трите држави кои правеа најголем проблем при приемот на Република Македонија во Обединетите нации 1993 година и на крајот моравме да прифатиме тамо да бидеме примени па дона привремена референца по ранешна Југословенска Република Македонија. Таа врска или тие релации помеѓу Франција и Грција во однос на името Република Македонија се традиционални. Погледнете само биографијата на сегашниот амбасадор на Република Франција во Република Македонија, господинот Тимо Ние. 1984 година работи во амбасадата на Франција во Пекинг. Па подоцна 1987 година аташе за култура во француската амбасада во Република Кина, односно во Пекинг. 1994 година работи во амбасадата на Франција во Белград. 1997 година работи во амбасадата на Франција во Киев. 1998 година е во мисијата на ОПСЕ во Белград и во Скопје. 2000 година е прв советник во амбасадата на Франција во Белград. И 2008 година, внимавајте, е директор на Францускиот институт во Солун. Подоцна станува 2012 година директор на Францускиот институт во Неапол и 2016 година станува амбасадор на Република Франција во Република Македонија. Значи, спомнавме барем 4 или 5 клучни држави. Тоа е Украина, тоа е Неапол или јужното крило на НАТО, тоа е Грција, односно Солун, тоа е Белград, ОПСЕ, Белград и Скопје и Република Македонија. Тоа всушност покажува какви се тие грчко-француски релации. Господинот Тимо Ние бил во Солун 2012 година, бил во тој културен центар во Солун, ги познава сите тие работи, ги познава сите тие прилики и во клучниот период кој треба да се решава името на Република Македонија, тој е номиниран како амбасадор на Република Франција во Република Македонија. Орбан Еврин?
Nisam ja siguran, ali da se ponaša lojalistički, ponašao se kod osvećenja sinagogi u Subotici, ja mu ne zameram. Sad tu ja i vi ne govorimo istim jezikom. Еврејското лоби владее во Унгарија. Ne interesuje me to. Ги има банките, Neki ima i u има Cirihu. медиуми, има све. Ne. Да, во Средна Европа, во Будимпешта е најголемата сила на еврејскиот капитал. Srbi nemaju drugog saveznika osim Jevreja. Се согласувам. И ние македонците немаме. Vidite, u tome А и problem. немаме ни историски проблем со евреи. Tako je. Никош не сме имале проблем, не сме имале конфликти, не сме Baš kao što направиле... sam konstatovao da Englez nikad nije obesio Srbina na Terazijama, tako Srbi nikad nije iskopao grob Jevrejinu. Има еврејско гробиште во Загреб. Којаца Василјевиќ Ali или го рушеше за се направи Vasiljev, bugarski agent koji je dobio ići, koji je namerno minirao jevrejsko groblje da bi Srbe predstavio kao teroriste i da zamagli odnose sa Izraelom. Mi Srbi smo, nažalost, opet žrtve Josipa Broza Tita, a koga bi drugo, on je priznavao Jasera Arafata i palestinsku organizaciju, a nije državu Izrael. Međutim, nas u istoriji opravdava Vesnić, ministar spoljnih poslova Kraljevine Srbije 1918. koja prva priznaje Izrael kao jevrejsku državu. I to nam Rubin, ne znam da li sam dobro izgovorio njegovo prezime, meni je zgodno tako da ga nazovem, od pre godinu dana priznaje. Znači, prva nacionalna država, znači nije postojala još par meseci, već Jugoslavija nastala, je Kraljevina Srbija priznala Izrael. Mi imamo čiste odnose sa Izraelom, međutim, Titova politika podržavanja Jasera Arafata je genocidna. Zašto? Rođeni ujak Jasera Arafata je bio veliki jerusalimski muftija koji je bio komandant Handžar divizije, koja je zaklala samo u Posavini 70.000 Srba. Rođeni ujak Jasera Arafata je uhapšten, ali ga je Tito, za razliku od Lera, koji je suđen i streljan, pušta. I mi imamo specijalne odnose sa jerusalimskim muftijom Jaserom Arafatom, a naprotiv Izraela. Gde je tu naš interes? Веројатно ги следите сите тие драматургии, сите тие конфликти и перипетии кои се случуваат во тој триаголник помеѓу Москва, помеѓу Цариград и помеѓу Киев. Есенцијата на тој конфликт е признавањето на Украинската православна црква. На крајот од оваа емисија ние ќе имаме едно мини интервју од 7 до 8 минути со Оливер Андонов на тема признавање на Украинската православна црква и отварањето на црковното прашање на Балканскиот полуостров. Меѓутоа тука ќе направиме одредена мини анализа за работите да станат многу појасни. Ако ги следите агенцијските вести, тогаш многу ќе биде јасна анализата што се случува во тој триаголник. Прво, Вселенската патриаршија призна Украинската православна црква. Потоа следи признавање на Украинската православна црква од Грчката православна црква и тоа се случи на 12 октомври минатата година и на крај Александриската црква, која е под директна контрола на Грчката православна црква и ја признава автокефалијата на Украинската православна црква. Значи Александриската црква, кај што се коптите во Египет или каде што членуваат коптите по Египет и кои се под силно влијание на Грчката православна црква, а тамо припадник е Бутрос Гали, кој правеше најголеми проблеми на приемот на Република Македонија во Обединетите нации 1993 година, е едно од трите цркви кои признаа автокефалијата на Украинската православна црква. Втората е Грчката православна црква и третата е Вселенската патриаршија. Зарем мислите, почитувани гледачи, дека некој ќе се осмели на еден таков чекор и на конфликт со Руската патриаршија за да ја признае Украинската православна црква, ако на тоа не е охрабрено од Вашингтон и од американската администрација, ако некој мисли поинаку, тогаш не се разбира од политика, не се разбира од геополитика. Значи под силен притисок на американската администрација, на Стейт департментот и на Белата куќа, врз Вселенската патриаршија, врз Грчката православна црква и врз Александриската православна црква е призната Украинската православна црква. Тоа ќе биде рецептот како ќе се решават црковните прашања на Балканскиот полуостров, во Македонија, во Косово, Црна Гора и каде што треба, почитувани гледачи. Бугарите ги сврли од игра. Да. Лани проба да направат нешто со црквата, се сврлени од игра. Србите калкулира дали ќе влезат во процесот со Вселенската патриаршија, а што ќе им се случи на Косово или во Црна Гора со македонското прашање. И тоа што ние го кажувавме, го анализиравме после името Северна Македонија или Република Северна Македонија, дека американците трајно не фрлат во прегратките на грците, сега веќе се реализира. Тоа е многу Со име Република Северна Да. Македонија, американците, американската геополитика всушност ја фрли Македонија во преградки Така. на Грција. Тоа е стара идеја. Да. Така требало да биде. Така и предходно. требало да биде. Затоа е Северна Македонија. Затоа е северна. И дојде Помпео, Така и тука е. ни кажа многу јасно, енергетски ќе се поврзите со Грција, Така е. а Грција ќе се поврзи енергетски со Израел.
И тоа е линијата. Тоа е линијата. И затоа не беше Зоран Заев или Оливер Спасовски кога Путин и турскиот председател Тајип Ердоган го пушта турскиот тек, кај што беше Бојко Борисов и Александар Вучич. Значи очигледно дека за Бојко Борисов и Александар Вучич важат други правила, но американците се решени да не ја дават Македонија, значи им е исклучително битна како точка. Па од секогаш било така, Така, нели? местоположбата на Историски. Македонија е така, да. Знаете, кога не можете да обезбедите 100% влијание во еден простор, тогаш со другите големи се договарате како да си го поделите тој дел. Ние, тој дел, да рече Македонија, сме по таа американска Линија. линија. Има еден интересен факт, почитувани гледачи, го фрла многу голема светлина на се оно што се случува од делот на Балканскиот полуостров и делот на Источниот Медитеран. А тоа е дека до 1990 година Република Грција и државата Израел нема дипломатски односи на ниво на амбасади или на ниво на амбасадори. Дури 1990 година за прв пат после формирањето на државата Израел, Република Грција воспоставува дипломатски односи со државата Израел на ниво на амбасадорски места. Тоа е една многу интересна приказна која исклучително, повторам, исклучително битна за нас во Република Македонија и затоа ја потенцирам и затоа ќе анализирам во продолжение на нашата емисија. Премиер на грчката влада 1990 година, кога Грција за прв пат воспоставува дипломатски односи со државата Израел, е Константин Мицотакис. Константин Мицотакис е татко на поранешната грчка министерка за надворешни работи, господината Дора Бакајану, и на сегашниот грчки премиер, господинот Мицотакис. Еве едно интервју на господинот Константин Мицотакис, кај што тој објаснува зошто Република Грција 42 години не ја признаваше државата Израел. Во тој интервју Константин Мицотакис потенцира дека прва надворешно политичка одлука на неговата влада после добивањето на изборите 1990 година било признавањето на државата Израел. И во тој интервју тој дообјаснува зошто 42 години претходно грчката држава не ја признавала израелската држава. Тоа е поради две причини. Прво, исклучително добри односи со арапските држави, првенствено се мисли на добри односи помеѓу Каиро и Атина, помеѓу Египет и Грција, и како второ, одличните релации на грчката држава со Јасер Арафат или тоа палестинско движење. И сега доаѓаме до суштината на целата ова наша приказна, а суштината е нашиот стар познаник Николаос Грилакис. Тој е човекот кој руши владата на Папандреу. На место на владата на Папандреу доаѓа владата на Константин Мицотакис. Николаос Грилакис и Константин Мицотакис се кумови, се во кумовски врски. Тој прави све како голем шеф на грчкото воено разузнавање да ја собори владата на Андреас Папандреу, на власт ја носи владата на Константин Мицотакис и првата одлука на таа влада на Константин Мицотакис е да ја признае државата Израел. И зошто тоа го прави Николаос Грилакис? Бидејќи е клучен соработник на израелците, односно Мосад, и на американците, односно ЦИА, во делот на Балканскиот полуостров, во делот на јужното крило на НАТО и во тој источен Медитеран. И мислам дека полека ви стануваат јасни работите, почитувани гледачи. Не само работите кои ги кажувам во оваа емисија, туку работите кои ги кажувам во емисиите во изминатите неколку месеци. Николаос Грилакис е клучниот играч. 1993 година Николаос Грилакис пребегува од Грција во Република Македонија. Зошто? Бидејќи паѓа владата на неговиот кум Константин Мицотакис и на власт се враќа Андреас Папандреу. Бидејќи му се заканува затворска казна, Николаос Грилакис бега од Република Грција и бара засолништво во Република Македонија. Всушност Николаос Грилакис е главниот архитект на затоплување на односите помеѓу Атина и Скопје, помеѓу Киро Глигоров и Константин Мицотакис. На тапет или на маса било ставено клучното решавање на тоа македонско-грчко прашање со правење на конфедерација Република Македонија да прифати име Славо Македонија, Република Грција да го признае постоењето на тоа славо македонско малцинство на својата територија и во Република Македонија, и Грција и Македонија да направат конфедерација. Со правење на конфедерација помеѓу Република Грција и Република Македонија или Република Слава Македонија, една за секојаш да биде решено македонското прашање на Балканскиот полуостров. Која е турката идеја? Константин Мицотакис, Киро Глигоров и Николаос Грилакис. Кој е Николаос Грилакис? Главен играч на американците и на израелците во источното крило на Медитеранот, јужното крило на НАТО и на Балканскиот полуостров. Εκπαιδεύτηκα από την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών σε θέματα κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Επίσης εκπαιδεύτηκα από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών σε θέματα πάλι κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Εγώ ως διευθυντής του τμήματος επιχειρήσεων αντικατασκοπίας της ΕΕΠ έκανα επιχειρήσεις και με την Αμερικανική Υπηρεσία και με την Ισραηλινή Υπηρεσία κοινού ενδιαφέροντος. Кога станувате шеф на сите грчки тајни служби? Μετά την εκπαίδευσή μου από την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών ανέλαβα
προϊστάμενος του Τμήμα Επιχειρήσεων Αντικατασκοπίας. И еве една битна вест, битна агенцијска вест, која потекнува од 7 декември 2017 година, која вели дека Доналд Трамп прифатил Соединетите Американски држави да го признат Ерусалим како главен град на државата Израел. Значи, внимавајте, тоа е некаде од пред 2 години, 2 месеци, кога Доналд Трамп прифаќа Соединетите Американски држави да го признат Ерусалим како главен град на државата Израел. Зошто е клучен Ерусалим? Затоа кој ќе има примат врз најголемото светилиште во светот, дали тоа ќе бидат муслиманите или ќе бидат христијаните. Петрушич. 5 или 6 интервјуа сме снимале, така? И во сите интервјуи го спомнувате Израел. Првата емисија кога го правевме интервјуто, викам што збори човекот за Израел. Па втората повторно Израел, па третата повторно Израел, четвртата викам ама што направи со овој Израел? Ептен отече. На крајот ние всушност сваќаме што сте сакале да кажете со Израел. И тоа го свативме пред 2 месеци, кога американскиот претседател Доналд Трамп донесе одлука американската амбасада од Тел Авив да се пресели во Ерусалим. Тогаш разбравме дека отпочнува битката кој ќе има контролата врз најголемото светско светилиште. Дали тоа ќе се христијаните или ќе се муслиманите. Тоа е суштината на Израел. А вие тоа го говорите 5 години. Јас после 5 години всушност сватив која е играта околу Израел и Ерусалим. 20 година трае моја борба да докажем да корпоративне војне групације, кој што су Горан Живалевиќ, кој он припада, него узимам као синоним. Значи не узимам ја Горана Живалевиќ. Тие може да се пешадија. Тако. Тие може да се пешадија, не мора да се тие генералите. Значи такве групацији луѓи пуних 20, односно 30 година на територија бивше Југославија постављају власт од Словенија до Македонија. Односно на овим територијама инсталирају различите врсте судова, кој што е био Нирнбергски суд, односно Хашки, кој овде делуе да би направио нови светски поредак. Нигде у ниједној земји на свет тука се тестира. Тако е. Не тестира. Овај народ се ставља да буду робови. Не тестира се. Овај народ нема права да буде заштиćен. Негови службеници гину бранеći ову земју, а преседници наводни преседници, пардон, исто преседници држава те земје, ослобаđају терористе од кривичног дела нjihovog убиства. Петрушич, ако падне Израел, ако падне Јерусалим, не во христијански, туку во муслимански раци, гледате која престижна, која мокна ќе биде улогата на муслиманите во светот. Да вам кажем една ствар, суштината на целиот процес е тоа ли? Не, добро ме послушајте, нико не види ово што ја видим. Ако падне Израел, пашće и Ердоган, пада и Турска. Nije ovo pitanje samo Izraela, nije ovo pitanje Makedonije i Srbije, nije ovo pitanje Evrope. Ovo je pitanje... Ке оди како домино. Tako je, ali ovog puta pada i Erdogan. I to domino ќе падне тамо некаде до Виена. A muslimanski svet koji treba da dođe, odnosno zloupotreba muslimanskog naroda, ne muslimanski narod, da ga ja sad prozivam da je on zao narod. Da, nije nema ništa protiv muslimanskog naroda. Ne govorime za pojedinci. Da, zloupotreba ljudi koji će koristiti muslimane kao paravan, ko što su nekad hrišćane koristili, i gurnuti ih novim teritorijama i ići prema Evropi. Pa jedna, втора крстоносна војна. Jeste, ali to treba da... Повторно сеја крстоносни војни, повторно христијани и муслимани. Значи, тоа е единствено место во светот кој има капацитет за голем, многу сериозен конфликт. Тоа е Израел. Последња линија одбране опстанка овог нашeg света, Јерусалем. Ако тоа падне, па е све. Ако to padne, niko nije više bezbedan na svetu. Niko više ne može da garantuje bezbednost jednom čoveku, nebitno koje vere, koje rase i koje veroispovesti. Имаме една дилема, Петрушич. Велите дека Ердоган е клучен. Ердоган е голем пријател на Македонија. Во исклучително добри односи со македонскиот претседател господин Ѓорги Иванов. Со исклучително добри односи со партијата која падна од власт, ВМРО ДПМН. Ако во моментот на македонската политичка криза пуштеше само 1% од бегалците кои се на територијата на Турција да влезат во Македонија, максимално ќе беше засилена позицијата на Ѓорги Иванов. Со така засилена позиција на Ѓорги Иванов, Заев немаше шанса да дојде на власт. Зошто Ердоган не ги отвори вратите за бегалци да дојдат во Македонија? Некој му рече тоа да не го прави. Кој му нареди Ердоган да не ги пушти бегалците во Македонија? Утицај данашње Русије, односно људи кои се налазе око Путина, кои све не говоре Путину, кои su počeli da mešetare i da rade. Uticaj rata u Siriji, uticaj Kurda koji su enormno bogati, koji su bolesno bogati. Ima uticaj da neke stvari i neka dešavanja kod nas na Balkanu budu zaustavljena. Ne samo politički,
nego kupljenim, odnosno datim novcem da budu zatvoreni procesi koji će na kraju rezultirati time da male države, ko što je vaša, odnosno moja država, budu kažnjene i... Sad kažete, neka Erdogan во соработка или консултација со Русија не ги пушти бегалците? Tako je. Векот на македонската политичка криза? Tako je. Видите, знаете зашо ја прашам? Постојано се говори во Македонија, и тоа се измисли во оној момент кога Хилари Клинтон падна од власт, дека всушност Македонија е првата брана за борба против руското влегување на Балканскиот полуостров. Видите, и ова влада е донесена на власт за да го спречи на тамошното руско освојување на Македонија и Балканскиот полуостров. И што се случува? Главните политички средби Зоран Заев ги прави во хотелот Македонија Палас во Солун, кој е во собственост на господинот Савидис, човек од партијата на Путин. Еден од главните играчи, без кого не може да биде формирана грчката влада. Главната средба на македонскиот и грчкиот министар за надворешни работи во хотелот Македонија Палас, собственост на господинот Савидис. Видите, тоа е парадоксот. Испаѓа дека Русија сакала да дојува што се случува во Република Македонија, од некои своји политички интереси. Многе ствари кои се дешавале на Блиском истоку, кои се данас дешавају на Балкану, односно кои се дешавају на рубу Африке, узимајуći читав тај дел где су Египат, Либија и остало, Русија има превласт над многим земјама света, пошто е постала војна велесила. Сасвим нормално да се умешала и да тражила тоа што треба да тражи. Али многи људи кои су на лицу места, пошто су недоволно искусни у многим стварима кои раде, не преносе све како треба на доволно читлив начин Владимиру Путину, него се крију иза неговог имена. Шта е проблем код православаца? Што се стално крију иза една личност, иза едnog лика, иза едnog човека. И све што раде, чак и своје грешке кои праве, они покушавају кроз тоа да оперу и да направе. Таква политика и таква врста која е довела до тога да тај Ердоган, човек кој е био у Турској стабилен, схвати да ќе бити оборен од кога? Од луѓи кои су Фатиха Гулана држали у Америци. Кој е погурao Фатиха Гулана да убие тај Ердоган? Зна се. Можда опет корени воде на исти начин код истих људи. Али он е сматрao да е тоа америчко крило. Побунио се против njih и почeo против njih да ради. Таква политика е почела да му наноси озбиљне проблеме. Čim se malo pobunio, s jedne strane su ga napali Rusi, s druge Amerikanci. Jedni su pobunili Kurde, drugi su mu dali izbeglice, treći su mu dali pokušaj atentata. On ne može da opstane sam. On je morao da potraži negde prijateljstvo i da zakopa ratne sekine. I sa jednim i sa drugima. Razmišljajući o svemu tome, najjeftinija cena mu je bila da pusti Makedoniju niz vodu. И ја пушти. Па, мора да ја пусти. И сега доаѓаме до името или до улогата на главниот оперативец кој треба да ја реализира целата оваа стратегија. Грција да биде клучен сојузник на американците во источниот Медитеран и да биде направени или да бидат создадени контурите на тоа ново мини НАТО сојузништво или нов мини НАТО сојуз помеѓу Израел, помеѓу Кипар, Грција, кај што би се приклучиле Јордан, Египет и на крајот Саудиска Арабија. Тоа е Џефри Пајет, амбасадорот на Америка или на Соединетите Американски држави во Република Грција. Кој е Џефри Пајет? Тој е човек со исклучително, повторувам, со исклучително богата кариера, со исклучително интересна кариера и е клучен играч во целиот овој регион. Меѓутоа, ајде да анализираме кариерата на Џефри Пајет. Еве што пише во неговата биографија. 2013 година Џефри Пајет е избран да биде американски амбасадор во Република Украина. Значи само неколку месеци подоцна, на 19 февруари 2014 година се случува Мејдан и се случува превратот во Украина, кога на власт доаѓа Порошенко, а од власт се симнат Виктор Јануковиќ. Главен архитект на целата таа операција е Џефри Пајет. По завршувањето на неговата роља во Украина, Џефри Пајет од функцијата амбасадор на Соединетите Американски држави во Киев, односно во Украина, е испратен на функцијата амбасадор на Америка во Грција, односно во Атина. Во куферите или во актенташната со која доаѓа во Атина, Џефри Пајет има 3 исклучително битни задачи кои му се ставени на располагање или се барат од него да ги реши за време на својот мандат амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Грција. Една по една ќе анализираме кои се трите стратегички задачи кои Џефри Пајет му беа дадени да ги реализира и ги реализираше во изминатите неколку години. Како прво, да ги расипи традиционално добрите односи помеѓу Руската Федерација и Република Грција, односно Република Грција да ги влоши своите односи со Русија и не само со Русија, туку со целиот тој проект на Евроазија. Затоа Грчката православна црква и Вселенската патриаршија заедно со Александриската патриаршија мораа да ја признат Украинската православна црква. Тоа беше почетокот на влошување на односи помеѓу Република Грција и Руската Федерација.
Како второ, да биде реализиран проектот Источен Медитеран, односно изградба на тој гасовод од Израел преку Крит, Кипар, копнена Грција да заврши во Јужна Италија. Тоа требаше да биде основа на формирање на нов мини НАТО сојуз во делот на Источен Медитеран. Во првата фаза таму би влегле Израел, Грција и Кипар, подосна Јордан, Египет и на крај Саудиска Арабија. Тоа беше втората задача на Џефри Пает, кој одлично ја реализираше. И како трето е подпишувањето на спогодбата за неограничена воена соработка. Повторувам, неограничена воена соработка помеѓу Соединетите американски држави и Република Грција. Таа спогодба или тој договор за неограничена воена соработка помеѓу Соединетите американски држави и Република Грција подразбира не само користење на базата суда на Крит, туку и користење од страна на американците на уште 3 стратешки објекти во Грција. Тоа е базата Стефаникио, тоа е базата Лариса и тоа е пристаништето во Александрополис. И четвртата работа, најбитна за нас македонците, во мандатот на Џефри Пает е потпишан Преспанскиот договор и решавањето на тој проблем помеѓу Република Грција и Република Македонија околу промената на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Прв соработник на Џефри Пает во амбасадата на Америка во Атина, кога се потпишува Преспанскиот договор или кога се менува името на Република Македонија, е сегашната амбасадорка на Америка во Македонија, госпоѓата Кейт Мери Брнс. Ако имаме име на државата Северна Македонија, точно мора да постои Јужна Македонија. Тоа е оној дел на Егејска Македонија кој е во Република Грција. Ако се споили Источна и Западна Германија, природно е да се спојат Северна и Јужна Македонија во некој период од 20 години. Тоа ли е грчката стратегија? Као крајна инстанца? Не знам дали е како крајна инстанца таа, но ако се толкува од овој аспект, ако има северен дел на една одредена територија, неизбежно е дека има и Кипар и Северен Кипар ќе треба да се спојат, нели тоа е грчка стратегија? Добро, тоа сега во овој момент не можеме да го анализираме и не можеме да кажеме дали е тоа крајната цел на грчката политика. Што ќе правиме со договорот со Бугарија? Ваши колеги учествуваат, историчари, во договарање со тој договор со Бугарија. Има топло-ладно во тие односи? Топло-ладно. Па предпоставам сега заради изборите ќе оди во некој статус кво состојба, но со оглед дека тоа сепак е под американска линија да работа, бидејќи Тамо русофилите може да прават проблем. Или руските играчи во Бугарија. Американските играчи во Бугарија... Ниту германските. Да. Ниту германските. Ниту германските, ниту американските. Затоа повеќе се подзамислив. Ако ја гледаме првава линија, ќе се обстојува на одредбите што се напишани во договорот, а оние другите ќе сакаат само со определени играри да манифестираат нешто друго, а уствари тие не се многу загрижени за нашата историја. Нема да има сила. Нема. Значи ќе се држи под лер целата ситуација. Да, затоа што ако гледаме и од руска страна или па друга страна, тие меѓу првите не призна. Не само што не призна. Под Република Северна Туку Македонија. тие меѓу првите нас не прогласија македонците веќе кога се развиваше таа македонска нишка во 19 век, тие први нас не прогласија за бугари, иако најголемиот маркетинг го направи австријците. Австриската надворешна политика. Меѓутоа, со доаѓањето на амбасадорот Хитрово во Битола, руската надворешна политика за секогаш не прогласи дека сме ние македонски бугари. И тоа не И минува. потоа следеа плановите за поделба на територијата преку Балканските војни. Никогаш не биле тие загрижени за овој простор. Добро, господин Котлев. Поточно за народот. За просторот се загрижени Да, и го сакат. го сакаат. Тој има возможност близо до Тоа е Цареград. територијална варијабла секогаш, но народот не. Посебно неговите особености и специфики. Затоа ги споја Одринско и Македонско во името на организацијата. Да. Тоа се вешти политики и пак почиваат на една голема ученост. Затоа преска и спомнав, доколку немате ученост, ќе имате никакви политики, можеби ќе имате нешто за лично добро, меѓутоа за општо добро не. И како велат почитувани гледачи, цело е кога има се. И кога Тони Михајловски
од функцијата член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ки пише Facebook статус или отворено писмо на амбасадорката Кейт Мери Бърнс со прашање дали е информирана за резултатите на референдумот од 30 септември 2018 година, односно како гласале или како не гласале македонските граѓани, што треба да му одговори? Не само што е информирана, туку таа била архитектот на тој преспански договор со кој Република Македонија го смени своето име во Република Северна Македонија. Тоа покажува, почитувани гледачи, дека две работи се битни во американската политика. Како прво, нема бесплатен ручек. Некој на крајот мора да го плати ручекот. Дали тоа ќе го платат македонските граѓани или некои други структури, битно е дека некој мора да го плати ручекот. Ручекот го плативме ние со промената на името од Република Македонија во Република Северна Македонија, како второ нема незавршени работи. Значи Кейт Мери Бърнс е десна рака на Джефри Пајет во Атина кога се потпишува преспанскиот договор и кога Република Македонија го менува своето име во Република Северна Македонија. Бидејќи нема незавршени работи, таа се номинира на функцијата амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија, да дојде во Република Македонија и да биде во Република Македонија реализиран тој преспански договор. Кој требаше да биде финалето на тој преспански договор? Република Македонија да стане членка на НАТО. Затоа велам, во американската политика важат две работи. Ручекот мора да биде платен и нема незавршена работа. Ако некој смета дека може да ги лаже американците, да им ветува нешто, а тоа да не го реализира, на крај може да заврши или во Будимпешта или на некоја друга адреса. Сума сумарум, кога имате Република Северна Македонија, тогаш постои Јужна Македонија. Де факто името Република Северна Македонија е така избрано да ги исфрли од игра србите, бугарите и албанците, односно Република Македонија, за да го реши трајно своето прашање да може да комуницира или да мора да комуницира со Република Грција. И ако Источна и Западна Германија една си имат обединето, тогаш американците остават отворена можност по 20, 30, 50 или 100 години да се обединат Јужна и Северна Македонија за конечно решавање на македонското прашање. Тоа е есенцијата на американската политика. Велам, тамо нема незавршени работи. Тоа што сега е почнато може ќе се заврши за 50 или 100 години, но сигурно ќе биде завршено. Се надевам дека за прв пат во американската историја нема да се случи тоа, да се спојат Јужна Македонија и Северна Македонија. Меѓутоа, анализирајќи ги нивните чекори, нивните постапки, нивната стратегија на делување, се плашам дека сите работи во наредните 50 или 100 години водат во тој правец. И да немате дилеми, почитувани гледачи. Американците за свој амбасадор во Република Македонија испратиле опасен играч, голем оперативец и многу моќен играч кој може да ги решава клучните работи не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Доволно е само да погледате незината биографија. Ова е изводок од незината биографија на официјалната страна на Стейт Департментот. А некаде од 93 година госпоѓата Кейт Мери Бърнс има работено во Афганистан, во Турција, во Боливија, во Унгарија, внимавајте, во Будимпешта и во Унгарија. Има работено во ОПСЕ, има работено во Грција, има работено во Република Македонија. Во сите клучни области каде што се крши американската политика. Таков играч американците пратија во Република Македонија. Тој играч треба да го реши македонското прашање. Го реши македонското прашање со промената на име од Република Македонија во Република Северна Македонија и прием на Македонија во НАТО пактот. ЦИА. Што ќе прави ЦИА на Балканот? Последно прашање. Поминавме низ еден бурен период, ние во Македонија. Шарени револуции, пристушкување, 20.000 луѓе, промена на име и така натаму. Како да се во налет русите? С-400 во Србија имаат веќе пари. Социјалните мрежи ги контролираат. Значи луѓето веќе им е досадено од една американска доминација која постои веќе 20-30 години. Кога вие доминирате, почнувате да губите и контакт со реалноста. Апсолутно. Да. И сега луѓето кои биле прозападно ориентирани, кои биле проамерикански ориентирани, веќе им се смачува таа доминација, бидејќи никој не сака под диктат да живее, да биде принуден да смени име, да се откаже од Косово, да направи така натаму. И то, кога гледаме геополитиката на просторот, ниту американците ќе го остават Балканот, ниту пак русите претерано ќе се борат за Балканот, освен за Бугарија. Што ќе се случува во регионот? Па оно што, не дај Боже, може да нам се посреќи, ви кажете, случи, е Сирија. Само нам то чудо треба. Само што тоа ни се нема случано, еве и тоа да ни се. Не, чекајте, Руси се одбранили Сирија, е тако? Мислите дека тоа ќе се случи овде? Не дај Боже. Неće nam ostati cigla na cigli. Pa to velam јас. Pa ja vam to govorim. Da, to velam јас. Znači, ne do Bog, ima naš prosti narod izraz, ne do Bog da te Kinez rani, a Rus brani. Znači, ponovo priča moramo doći do nacionalne konstitucije, odnosno mi Srbi smo napravili o Spasovdanu nacionalnu deklaraciju, ali smo nemoćni.
Naša crkva ne želi u tome da učestvuje, već pravi muzejsku proslavu od 800-godišnjice Žičke arhijepiskopije. Sa vama nismo nikakve odnose izgradili, osim što mi priznajemo naravno našeg arhijepiskopa Jovana, a vi ne znam koga priznajete. Neću da ulazim u tu temu, ponovo je odgovor da imamo, evo sad ću to da opišem, pa vi razumite ili nemojte. Darko Trifunović je pre mesec dana u Skupštini Srbije održao jednu naučnu konferenciju. Bio je i tadašnji ambasador Scott prisutan. Bili su, inače Ivica Dačić, ja mislim da je njegova karijera zapečećena. On je potpisao londonski, londonski lupetam, briselski sporazum. On je janjavac sa Kosova koji je predao Kosovo. Ovde ga niko ne proziva osim moje malenkosti, a ja sam politički outsider. To što imam titulu i znanja ne znači da sam arbitar. Nisam. Briselski sporazum je janjavac, u ovom slučaju šiptar katolik Ivica Dačić. Albanac katolik, velike nas. I korektno da se Albanac je s one strane albanske granice, izvinite, molim vas. Spored naše zakon moramo da korigiramo. Vi kod vas recite što morate, ali ja ovdje govorim ono što on jeste po etničkom poreklu. Boret. Molim, ja sam Bačvan, nisam se drugačije predstavio. Raci Bačvan. Dobro. Znači, on je šiptar i potpisuje briselski sporazum. Da li on odradio S-400, nije važno, ali on 30 godina egzistira u srpskoj politici. Ivica Dačić. Tako je. Ja pamtim vreme kad su on i Perčević uvedeni na raspravu o novom izbornom zakonu. Zvali smo ih Mirko i Slavko. On je svo ovo vreme arbitar. Ako je to politika CIA, KGB-a, pa ste to дотужили. И доаѓаме до оној дел од емисијата, 7 до 8 минути интервју со Оливер Андонов, што ви го најавив на почетокот на емисијата. Всушност, клучното прашање како ќе се решават односите на Балканскиот полуостров е како ќе биде решено црковното прашање. Црковното прашање во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, во Косово и во Република Македонија. Можни се два, можни се три модели, по мене се два клучни модели. Модел од Ватикан, односно одредени црковни објекти кои се исклучително битни, например, за србите на Косово, да функционираат по принципот на Ватикан, како што Ватикан функционира во рамки на Италијанската федерација, или тие прашања да бидат решавани, како македонското црковно прашање, например, по украинскиот модел, односно со признавање од Вселенската патриаршија. Меѓутоа да не должам, интервју од 7 до 8 минути со Оливер Андонов, одличен интервју, погледнете го, ќе уживате. Пред 3 недели Зоран Заев и Оливер Спасовски беа примени од Вселенскиот патриарх. Ми се чини по истото сценарио, како што е решен случајот со Украинската црква, може да биде решен случајот на Македонската црква. Односно, преку еднострано признавање од Вселенската патриаршија во Цариград, а тоа не може да се случи без директна интервенција на американската администрација, да биде призната Македонската црква. Вие како човек кој ги познава тие работи од црквата, кој би бил вашиот коментар околу целото тоа прашање? Јас можам да се согласам со ваша констатација, бидејќи некои информации зборуваат дека да, насоката е натаму, но која црква ќе биде признаена? Црква на Република Северна Македонија, Охридска архиепископија? Добро. Тоа веројатно ќе одговара на промена на името. Така, Ако ние сме прифатиле промена на името, предпоставам дека црковниот клер кој беше толку беневолентен, која беше поставено прашањето да биде признаени, или бугарската црква да не биде црква мајка, веројатно ќе прифат. Тука црковните великодостојници во Македонија, Светиот архиерейски синод се изгуби. Падна на испитот. Се изгуби значи, малку не верувам дека они ќе се во спротивстават односот. И нова признавање можеби од Вселенската патриаршија. Не, зашто па напротив тоа и ќе одговара, тоа може да биде еден пат и на трендовите може да биде еден пат на остварување на автокефалијата. Проблемот е негде на друго место васко тука. Ние забораваме на реакцијата на Белград, ова не е наменето за плашење на луѓето како ќе биде. Дека ќе има реакција на Белград, но таму мора да водите една друга сметка. Аз се согласувам дека ќе има реакција и од Софија, но нема од Софија да има. Од Софија ќе има позитивни реакции, веруете. Господин Андонов, кога е признато Украинската црква, имаш реакција од Русија. И сега ќе има реакција од Русија. Реакциите од Русија се многу посилни од реакциите од Белград, но Вселенската патриаршија направи тој гест. Тоа значи дека американската администрација сериозно притиска тој проблем да биде решен на начин согласно на промената на името. Вие тоа го гледате само од политички аспект. Тој проблем по однос на црковен аспект со Украинската црква не е решен. Не е решен, но таа веќе функционира.
Ама, не, чекайте. Да. Таа функционира и има добиено томо за автокефалија од Патриархот Вселенски. Но, дали руските свештеници сослужуваат со нив? Господин Андонов, ама ке Вселенскиот патриарх не беше нашиот патриарх. Беше техничкиот премиер Оливер Спасовски и беше поранешниот премиер Зоран Заев. Затоа и ви велам дека е политички. Што му дава на целиот случај политичка dimenzија. Ама јас тоа ви го реков. Во Украина амбасадор на Соединетите американски држави беше господинот Джефри Пает. Значи во Украина амбасадор беше господин Джефри Пает во периодот кога се случуваат оние протоколови револуции во Украина, кога случуваат Мајдан и така натаму. Сега амбасадор на Америка во Грција исто господинот Пает. Значи може да се најде одредена линија кој ќе го потврди. Господин Ефтов, ништо ново. Јас ќе ви кажам еден историски податок. Дали знаете кој ја лобира бугарската екзархија 1870 година во Цариград, кај султанот? Не знам, но тоа ќе не. Ја лобира Зиновљев, рускиот амбасадор. Значи, сакам да кажа ви кажам, дека има континуитет. И дека во русите црквата сега политиката секогаш и световната политика играла затоа што црквата е инструментот кој може да се употреби во некој политички Дали е чиста пресметки. коинциденција дека поранешен американски амбасадор во Украина, на негови телефонски разговори со Викторија Нуланд, кај што се состава украинската влада, после она што се случуваше на Мејдан, не она шарена револуција, туку оно менување, на Јануковиќ и така натаму и така натаму. Господинот Джефри Пает. Денес господинот Джефри Пает, амбасадор на Америка во Грција, клучниот сојузник на Америка во источниот Медитеран и на Блискиот исток. И во негово време се затоплуваат односите помеѓу Македонија и помеѓу Цариград, помеѓу Вселенската патриаршија. И решен проблемот на името. Нема случајности. Напротив, има нешто друго што тука треба да го гледаме. Ја не сум против признавањето на Македонија од страна на Вселенската патриархија, односно Македонската православна црква под било кое име, посебно вклучително како Охридска архиепископија, бидејќи тоа ни дава историски континуитет. Не продолжува во оној дел кој по уставот на Македонската православна црква е Охридска архиепископија Јустинијана Прима. Едно од 4 апостолски цркви. Па не е така, не е баш директно една од 4 апостолски цркви, тоа се 7 цркви на кои се спомнуваат во Евангелието, тоа не е истото што и Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија, односно Јустинијана Прима. Тоа е една од првите цркви на Балканот, ако не и првата црква, сега да не се навраќам на Јустинијана Прима, и тоа се работи кои треба многу да дискутираме околу тоа историски. Јас зборувам за актуелниот миг. Тоа на Македонската православна црква ќе и донесе, односно треба да и донесе, сега намерно го употребувам овој термин треба да и донесе влез во православната екумена. Тоа не успеа да го направи Украинската православна црква по признавањето на автокефалијата од Вселенската патриаршија. Значи тука е конкретно прашањето. Дали грчкиот политички естаблишмент со влијание врз грчкиот клер и со своето влијание врз Вселенската патриаршија отурка признавањето на Македонската православна црква. Ја не спорам дека тоа не е црковно. Не се гледа тука грчкиот естаблишмент толку колку што се гледат некои глобални процеси. Да, американската политика, американската геополитика во Грција во моментот е составен дел на таа американска геополитика. Двата последни грчки премиери имале официјална средба со господинот Трамп во Белата куќа. Ретко која држава во Европа вие ќе може да најдете таква блиска соработка со Белата куќа колку што имат грчката политичка елита. Тоа значи дека Грција се клучен или Грција се клучен геостратешки играч на Америка во источен Медитеран. Факт е дека грците се геостратешки партнер на Америка на Балканот, во југоисточна Европа, но ако зборуваме за црквата и црковните прашања, морам да ви кажам... Ама мораме да го тоа, не можеме да го одвоиме. Не го двојам. Јас на почетокот ви кажав дека политиката има врска со црквата директно. Ако ние го третираме тоа како црковно прашање, никаде нема да стигнеме. Ама ние ако го третираме тоа како црковно прашање, само ние нема да го решиме никогаш. Сакам да кажам дека американците преку македонскиот пример воспоставуваат они кажа и преку украинскиот пример. Воспоставуваат модел како ќе решаваат или како ќе бидат решавани можеби сите црковни прашања на Балканскиот полуостров, во Црна Гора, во Косово. Што ако? Значи албанците формираат православна црква на Република Косово, Цртичка Печка патриаршија. Што во тој случај, например? Многу интересно прашање во што го поставите. Јас мислам дека црковните прашања ќе се клучни на политичките разврски на Балканскиот полуостров. Ќе бидат дел
од тие политички разврски. Апсолутно. Нераскинлив дел. Апсолутно. Мора да се решат, инаку оставаш простор. Апсолутно. Но токму затоа сакав да ви кажам, Дали Васко, ќе се оди дека на варијанта Ватикан, како екстериторијално, дали ќе се оди на помеки варијанти? Во традицијата на православната, говорам на како Светата дел православна на- црква нема таква... Како дел на американската геополитика, да речеме, како ќе се решаваат тие црпски црковни прашања на Косово? Како тоа ќе се решава? Дали ќе оди на Вака на се. црква? Како ќе се решава Црна Гора? Гледате, 2 месеци црногорците Ниту историски, ниту протестират канонски против црковното немаме прашање. таква традиција како што има Римокатоличката црква. Се согласувам, Нонов. Но, Нова се дека нови- Вселенскиот нова се нови патриарх времења. имал во историјата, во време на Византија, во време на Ромејското царство, дури и во време на Отоманската империја, влијанија во православната екумена, тоа е факт. И тоа е клучно влијание. И сега има се повеќе. И сега му се враќа таа улога. Едно време ја немаше. Застана американската администрација за Приказката него. така е. Американската Но, геополитика и тој се враќа на голема, се враќа на голема сцена. Пробата која ја направи преку Украинската православна црква предизвика една друга работа во православието која е проблематична. Кажувам проблематична од кој аспект? Од аспект што ние денеска во Украина немаме сослужување на Украинската православна црква, на свештенството и монаштвото од Украинската православна црква со Руската православна црква, со Српската православна црква. Не знам дали имаат со романска. Амандоно. Преведено на македонскиот дел. Ќе ви кажам како ќе се одвива таа приказка. Вика, се извинам. Украина до пред 3 години беше држава на рап на подалба. Ама тоа е се уште Апсолутно. во ризик држава. Држава кај што американците и русите си ги мерат своите сили. Така. Црковното прашање кој со кого ќе сослужува е апсолутно периферно. Клучно е прашањето дека треба да биде призната Украинска православна црква. Од политички аспект, да. Да, барем од Покажување на моќ. Барем од некој фактор. Кој е тој фактор? Вселенската патриаршија. Покажување на моќ на влијание, Васко. Тоа ќе ни се случи во Македонија. Тоа е- Тоа ќе се случи на Косово. Да, Тоа ќе се случи за Косово и во посебна Црна е Гора. приказка. Да. Сега да ви Јас- кажам вака, во Македонија да. Реални се шансите тоа да се случи. Но обкружувањето треба да го гледаме. Прво и основно, Српската православна црква ќе направи проблемот таа работа, дополнителен можеби Ама политички тоа ќе се обиде Тоа да не го го направи. спорам. Ама тоа не Ќе го побара спорам. подршка од Грчката православна црква. И нема да добие. Не, нема да Од добие. Грчката нема да добие. Гледате Ќе како побара помош од Руската православна црква и тука ќе добие помош, веројатно. Од Бугарската црква не очекувам исто да добие помош. И така, и тогаш ќе И бидеме од Романската нема да добие. И тогаш ќе помош. бидеме запечатени, американците прават све да не биде призната црквата, а русите и србите прават све да не биде призната доколку- црквата. И ако некој влезе у таква игра, тоа е класична губитничка игра. Тоа е класична. Од која страна не ве разбрав? Па ако ние влезе сме од во основа, американска ние страна, сме па во влезе. основа, ние сме во основа непризната црква. Така, во моментот Во ние сме. моментот, да. Да. Не призна Вселенска патриаршија. Не призна под име Ама кое за мене. нас е тоа решение, Васко. Зошто мислите дека тоа го Па не, вие го потенцирате само српскиот елемент и рускиот. Не, ја го потенцирам ќе се сослужувањето. бунат. Да, ќе се и бунат. проблемот кој ќе го прават во сослужување. Па тие истите луѓе ни го направија случајот со Јован Врнишковски. Ама не е проблем тоа за нас, више. За нас така наречената православна Охридска архиепископија не е проблем за македонската православна црква. Ма за нас е све проблем. Ама за Во нас е црковен све- аспект не е кога вие не сте признати, вие све проблем. Ама не, ние реално имаме проблем. Нашите не може да сега- сослужуваат. и сега- Јас со вас го анализираме моделот од политички, а не од Од црковен. политички аспект, ако го анализираме моделот од политички аспект, чисто политички аспект, потполно сте во право. Нити Се јас сум согласивме некој за тоа. црковен експерт, а обично избегнувам теми кај што не сум Но експерт јас- да ги Но анализирам. јас сакам да го врзам тоа, бидејќи вие и политички да ја регулирате црквата, мора да имате и канонски аспект. Мора да имате и црковен аспект на површина. Како иначе ќе функционира таа црква? И од тој аспект пак сме у преднос. И црковно, тоа сакам да ви кажам, затоа не го потенцирам српското прашање, туку сакам да ви направам слика една. Ние ќе имаме без проблем со Вселенската патриаршија, со Грчката, со Атинската архиепископија, со сите помесни цркви кои се врзани за Вселенската архиепископија, за Вселенската патриаршија, тоа се Антиохиската, тоа е Ерусалимската, Александриската, значи ние нема да имаме генерално проблем. Проблемот ќе се сведе на веројатно на Руската православна црква, зашто ќе биде истиот модел со Украинската, не толку против нас, туку против Украинската во тој контекст и од Српската православна црква кај што токму овој дел кој вие го споменавте, Косово и Црна Гора,
Утре може да се појави Хрватска, немај да заборавите, таму има православни, така? Ја доведува Српската православна црква во една состојба во која таа е спремна да тргне контра целиот Балкан, така да кажем. Обише емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме во недела во 22 часот. Значи, повторувам, недела 22 часот во Центар на YouTube. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си.